на сите. Ова е уште едно видео на каналот Татунчо во форма на интервју. Денес како гостин го имам господинот Тренчо Димитриевски, новинар и истражувач од Прилеп. Господине Димитриевски, добре дојдовте на каналот Татунчо. Добро ве најдов и благодарам што ме поканивте вака малку да поразговараме околу некои за мене многу битни теми. Така, тие теми се подеднакво битни и за мене, а верувам и за пошироката јавност. За оние кои што прв пат ќе се сретнат со вашиот лик и со вашето дело, малку да ни представите со што се занимавате, која е вашата првична вокација и како понатаму тоа се има развиено во активноста во која што ја имате моментално денес. Јас сум Тренчо Димитриевски, роден пред 62 години скоро. За скоро правам 62 години, 1961 година, во едно убаво село под еден убав врв што се вика Висока, селото се вика Крушевица. Висока последните години малку беше афирмирано, ќе поразговараме малку повеќе понатаму за тоа. Инаку по желба и по моја лична определба сум наклонет на пишување уште од многу мали нозе. Тоа сум го започнал со пишување поезија, сум пишувал проза, есеи и така натаму, меѓутоа материјалната култура, па и историјата покрај тоа и дисциплините кои што комуницираат со овие две области, да ги речам, се повеќе ме интригирале и некаде од 90-тите години, кога завршив 90-та година, пред 90-та година завршив интердисциплинари студии по новинарство, гледајќи дека Македонија, особено овој простор каде што јас живеам, значи Прилеп, околината, Пелагонија, Мариово, преку Рид, овде кај уште една област, тие се три области кои што ги третирам, располагаат со многу културни остатоци, чии белези сеќаваме на секој чекор. Меѓутоа, јас не сум бил задоволен или не бев задоволен, а и сега не сум задоволен, како тоа се третира, како тоа се афирмира, како се истражува, особено како се заштитува. И затоа почнав да се занимавам лично со лични истражувања, да дадам свој придонес во таа област. Иако постојат институции кои што професионално се занимаваат со таа работа. Значи, некаде од 90-тите години, како новинар, јас, кажав, завршив новинарство и сум дипломиран новинар, работев повеќе теми, меѓутоа, ова е една тема која што мислам дека го посетив поголемиот дел од животот, некаде 30 на години се занимавам со истражување на материјалната култура и на историјата, пак сакате и на другите вредности кои што комуницираат со ова. Значи, ги истражувам археолошката култура, да речам, археолошките остатоци, поопшто материјалната култура и се обидувам да ја пренесам на еден начин кој што ќе биде прифатлив за поширока публика, меѓутоа и за научната јавност која што од вакви или такви причини не успела да истретира некои многу значајни содржини. Така, јас предходно имав соговорник од Прилеп кој што ентузијастички и аматерски се занимава со проучување неистиве работи, Ѓорги Ѓоргиевски, со кого разговаравме на овие теми и значи буквално во секоја реченица кажуваше дека господинот Тренчо Димитриевски е вистинскиот познавач и вистинскиот експерт на оваа тема. И затоа јас како уредник на овој канал инсистирав да можеме да поразговараме со вас, затоа што разгледувајќи го и порталот Пелагон, а наскоро и разгледувајќи ги вашите книги кои што треба да ми стигнат брзо, се уверувам во тоа дека вие навистина во годиниве и деценииве наназад имате сработено нешто што сами кажавте дека институциите би требало малку поажурно да го работат. Јас сум убеден дека многу работи не се кажани на начин на кој што треба да бидат раскажани од не знам кои причини, па затоа со вас би сакал да поразговараме за археолошката и историската вертикала која што постои на тлото на Македонија, ако сакате и на тлото на локалитетите кои што вие ги познавате во околината на Прилеп. Значи, од денешницата наназад, што наоѓаме и до кој период наоѓаме остатоци во вертикалата што има во локалитетите кои што вие ги познавате? Значи, вака, мене до сега во многу слични разговори ме прашувале кој период, например, го истражувате, во кој
дел од историјата се концентрирате, кој дел од материјалната култура, од кој период и така натаму. Меѓутоа, морам да појаснам еви за гледачите и тие кои што ова го следат. Мојата првична, па и сега стојам на таа, да речам, основа, дека ги следам материјалната култура и историскиот амбиент во кој што обстојувала во сите периоди. Значи, еве кој е мојот принцип. Мојот принцип е да изследам стапка по стапка просторот, значи на геологијата. Геологијата е мојата основа на која што истражувам. И повторно да појаснам, нема тука никаква, како се вика, деструктивен принцип, деструктивно однесување од моја страна. Ги следам само белезите на самата површина, и притоа сум вака и помалку и возбуден, и пријатно изненаден, и помалку и зачуден колку многу и на колку мали, на секоја стапка, така речи, се среќава по нешто од култура од различни периоди. Почнувајќи, и тоа е мојата амбиција да направам придонес. Значи, лично да ги посетам местата кои што имаат содржат материјална култура, археолошки остатоци од населби, од објекти и од слични содржини, и при тоа да видам и каква е нивната околина и да откриам и нови моменти или нови содржини. Тоа го правев со фотографија, со проследување литература, со разговор со жителите кои што живеат во околните населби, и при тоа мислам дека тој принцип многу придонесе за она што го сработив. До сега објавив 4 книги од таа истражувачка дејност која што работев овие повеќе од 20 на 30 години. За жал, повеќе од тие содржини кои што чекаат на објавување многу тешко се реализира, бидејќи условите во кои што работам навистина не се за пофалба, и тоа днес не сакам да влегам во таа димензија. Следејќи ги вака стапка по стапка содржините, можеби некој почнувајќи од одредени познати центри на материјална култура кои што досега археолозите низ историјата на некој начин на археологијата на овој простор ги прикажале, дојдов и до откритија кои што навистина зачудуваат и вака носат еден нов момент во археолошката наука и воопшто во материјалната култура на овој простор. Митубо се изразите малку, се сеќавам на вашето прашање, се враќам назад по хоризонтала и по вертикала. Ако земете дека е хоризонтала просторот кој што го проследуваме, вертикала зборувам сега временска, од кои периоди и какви периоди, доаѓам до одредени мои заклучоци дека всушност пронаоѓањето, детектирањето, идентификувањето, категоризирањето, карактеризирањето и така натаму е во една многу нејасна положба, ситуација, кога, например, читајќи литературата од старите автори, проследувајќи ги артефактите, локалитетите, содржините на локалитетите, се добива впечаток дека на вистина постои една недоволно јасна и историска слика на материјалната култура на овој простор, која ќе речам овој простор, зборувам за Македонија, за Балканот и Медитеранот пошироко, ако сакате, бидејќи читајќи одредена литература од постарите автори во контекст на она што јас лично го среќавам по теренот, доаѓам до констатација дека всушност историските идентификувања, ако сакате дури и етнографските идентификувања, појасно се изразам, идентификувањата на заедниците, на потеклото на културата која што ја среќаваме, заслужува многу едно поинакво внимание и можеби едно продлабочување коренско, кој ќе речам коренско, сметам на малку навраќање на извориштата, на барем она што е познато, она што го знаеме од постарите автори. Ајде да споменам, тргнувајќи од Хомер, кој што со своите два епа е некој вид Библија на Медитеранот, потоа со другите автори, таткото на историјата Херодот, Тукидид како еден многу издржан историчар, и така натаму да ги споменам сите Диодор и Страбон и
и Плутарх, и некои се посериозни, некои се понесериозни, некои работат повеќе со аргументи, некои помалку, меѓутоа ни донесуваат информации дека сушност посовремените толкувања, идентификувања на заедниците, културните заедници на овој простор имаат многу поинакво потекло и многу поинакво се однесувале, се движеле и многу е поинакво влијанието и нивниот придонес во општиот цивилизацијски развој на овој простор. Следејќи ги така, значи јас на овој простор кој што ги истражувам, повторно ќе ги споменам Пелагонија, Мариово и Прекурит, ги зедов како области во Македонија кои што се во моја близина, кои што ценам дека до крајот на мојот живот ќе можам барем вака една површна или малку попредлабочена слика да донесам за тие области од тој културен и историски аспект. Значи, бидејќи јас следејќи ги археолошките остатоци, следејќи ги содржините на материјалната култура на овој простор, не можам поинаку да размислувам освен да се обидам со препрочитување на литература, со обид да ги толкувам символите, да ги толкувам предметите кои што се сеќаваат или кои што се пронајдени на тој простор, во соработка со археолози, ако сакате и со историчари или со етнолози или некои од тие области кои што ги среќам и со кои што се работувам, значи да го обезбедиме или да појасниме или да ги поставиме во еден историски временски амбиент. Бидејќи многу е стереотипно прикажувањето на еден археолошки предмет, независно од кој период е, а да не го поврземе со одредено време, со одредени историски настани, со одредени историски личности, со одредена култура од тоа време. На тој начин сметам дека тргнав по еден пат кој што барем засега ми дава индиции дека е тој еден од патишата кои што треба неизостано да се минуваат или да се истражува на овој начин, бидејќи само така ќе добиеме една слика на поширока на просторот кој тука се движел, кој тука обстојувал, кој тука страдал, ако сакате, и кој тука создавал култура која што сега ние среќаваме во една многу строшена форма, нормално, бидејќи многу деструктивни настани се случувале, многу травматични историски настани во кои што многу од тоа нешто страдало. Во тој контекст пак ќе споменам дека дојдов и дури до одредени откритија, морам вака, не би сакал тоа да звучи како фалба, туку како тоа она што го сретнав на тој пат, како што се, на пример, пред малку ја спомнав врвот Висока, кој што се наоѓа на Селечка планина, на потегот кон Мариово, всушност е од некаде отприлика од западната и југозападната страна на Мариово, а од обратната сега страна, да речем, на Пелагонија, Селечка ги дели тие две области. Висока е еден од највисоките врвови, беше регистриран, значи познат археолошки локалитет, меѓутоа регистриран како локалитет на кој што содржи култура од раната антика и доцната антика и толку. Посетувувајќи го повеќе пати, дури со мои пријатели археолози, јас на еден последен момент, да речам, пред да ја завршам мојата книга Древна цивилизација Мариово, најдов на големи камени блокови кои што верувам на секој археолог ќе бидат фасцинанти и ќе бидат голема возбуда. И при тоа, најдувајќи низ шумата како се истркалани тие големи блокови, на самиот врв открив каде е лоцирана градбата, која што е од навистина силна архитектура, да ја речам, од еден поран период, и при тоа се појавија портата, партии од зидот со блокови кои што се тешки повеќе тони, добро обработени, значи со вертикали, со хоризонтали, дури со одредени профилации. И ајде да не должам, можеби ќе проговорим и за нешто поважно, да не должам многу. После тоа се заинтересира и професорот Виктор Лилчич, кој што ми беше рецензент во моите 3 книги од ова област. И во 2005 година, значи книгата беше од 2002, моето откритие беше во 2002, а во 2005 година започна на малку поофицијален однос кон овој локалитет.
се извинувам, како нешто кое што е археолошко откритие од поголема важност, бидејќи дури и такво нешто, таква градба која што е од неколку стотини квадрати, некаде од 300 можеби и до 500 квадрати, бидејќи не се отворени сите партии од зидот и не е познато колкава површина е на самиот врв. Замислете, тоа е на 1472 метри горе, под самиот врв, кој што завршува со карпа, со големи такви блокови, со скали кои што водат во градбата, и кој што подосна со започнатите истражувања се докажа дека се некаде, или така археолозите, ова е од нив датирање, дека се лоцира некаде во 4-тиот век и се поврзува со Пелагонското кралство. Морам да се вратам малку назад. Моите истражувања всушност се концентрирани на откривање на содржините на тоа Пелагонско кралство, на таа Пелагонска заедница и на тој етнос, да го речам ли, или тоа племе, ако сакате, Пелагонци, кое што е едно од најстарите споменувани на Балканот. И сметам и дури се идентификувани неколку кралеви на Пелагонското кралство, значи многу малку познато и мораме да му појасниме на гледачите и следачите дека всушност тоа е едно, како да кажам, малку загубено во времето и во историјата, доказите упатуваат дека на вистински постоело. Сега, ова зошто го кажувам? Па токму градбата која што ја споменав на врвот Висока, во моите први пишувања во книгата Древна цивилизација ја определив како центар можен, или ако сакате можен центар, тешко е да се тврди нешто за кое што нема доволно аргументација, како можен центар на тоа Пелагонско, на таа Пелагонска заедница, на пелагонците и на тоа Пелагонско кралство. Па дури подосна и во официјално стручната јавност или оние стручњаци археолози кои што тука се занимава со тоа, исто слично се произнесуваат дека е можено, значи градбата која што споменах да е еден вид кралски дворец од тоа Пелагонско кралство. За жал, истражувањата продолжија во следните неколку години, се отворија скали, партии од зидот, зид од такви големи камени блокови, монолити и до 3 метри, особено тука околу портата. Меѓутоа, тоа така застана и се градбата е оставена во една, како да кажам, малку и жална состојба, бидејќи ако се цени дека се работи за големо откритие, би требало да има и соодветен однос, меѓутоа и да некој да не ме разбере некој погрешно, да нема како да кажа фрустрација околу таа работа. Нашите институции за жал веројатно не се на соодветно ниво за да постапат вистински истражувачки научно, вистински методолошки и вистински да ги пренесат тие работи, да ги идентификуваат и особено да ги заштитат. Кај нас е заштитата на вистина на едно незавидно ниво, не само со овој локалитет, туку и со другите. Сакам да кажам само уште нешто, дека во ако се ова и предпоставен кралски дворец се наоѓа на 1472 метри на врвот Висока, од другата страна, на западната страна, кај е во аторот на селата Бонче и Подмол, значи малку веќе на ниските падини на Висока, веќе во рамнината, да речем, на Пелагонија, позната беше од порано една гробница со исто такви димензии, со слична архитектура, со големи камени блокови, со навистина фасцинантна архитектонска конструкција, која што долго време, околу која што долго време дури и спекулации се ширеа, па дали е таја од некој кнез, од некој богат антички жител и така натаму. И мене беше чудно зошто, како е можно толкава голема гробница и така спекулативно да се објаснува, бидејќи мислам дека нема дилема дека се работи за гробница од таков вид, од кралски димензии, дека тука бил погребан известен крал. Се датираат во исто време, 4 век пред наша ера. Тоа е периодот кога Пелагонското кралство всушност завршило со постоење. Тоа е времето на Филип II или 359 година пред наша ера, кога тој доаѓа на власт во Македонија, па ги обединува и другите области во Македонија. И на тој начин
може би се случило некакво исчезнување на оваа кралство и на таа пелагонска заедница, која што може би малку природно се вклопила во Македонското кралство. Морам да појаснам и тоа, околу кое и многу се разговара или се полемизира во историската наука, во археолошката наука, во етнографската наука, ако сакате, дека како сега пелагонци, линкести, пајонци, дасарети, енхелејци и така натаму, да градиме сите тие заедници или племиња, ако сакате, кои што живееле во времето на Филип II или на тие постарите периоди. Морам да кажам еден цитат од Тукидид, кој што, например, за едно од тие племиња се изразува на буквално вака. Значи, за пелагонците ми се чини, може да се сетни кај Диодор такво толкување, меѓутоа за линкестите вака се изразува Тукидид, кој што и ова да го кажам временски, значи 430 година пред наша ера пишува за пелопонеските за овие пелопонеските војни, така се крстени, кои што траат околу 30 години, кои што зафаќаат просторот и на Пелагонија и на Линкестида, и вика македонското племе Линкести. И ние сега се обидуваме, или многу од научниците, историчарите, етнографите полемизираат со тоа дали се Линкестите или дали се, па мислам дека од Тукидид или од Диодор или од тие автори кои што живеели, биле современици на тие културни заедници кога биле во еден процес или во инаква организацијска состојба, тешко е да комуницира. Зато сметам дека и пелагонците на некој начин се блиски или се дел, а тоа можете да се сретните кај некој од авторите, значи тоа се пелагонците како едно од македонските племиња, кои што се вклопиле во и така се обидува малку така историски, меѓутоа ја и културно, ако сакате и етнографски, да увидиме во кој простор се наоѓа таа значајна археолошка содржина која што се наоѓа во тој простор на висока меѓу Мариово и Пелагонија и таа голема гробница, меѓутоа и гробницата се наоѓа па во еден простор кој што е огромен локалитет, некогаш кажуваат површина од 60 до 80 хектари, на кој што се среќаваат содржини од една голема населба. Во тој контекст споменам и исто така трагањето по загубениот град, да речам Пелагонија, кој што бил најверојатно центар на пелагонците, меѓутоа за тоа немаме одредени сознанија историски, ама имаме сознанија дека Пелагонија по римските освојувања, особено после 148 година пред нашата ера, кога Македонија е поделена од римјаните на 4 дела, значи 4 мериди, како се нарекуваат, четвртата мерида или четвртиот дел од Македонија како центар, значи како главен град го има Пелагонија. За жал, ние до денес не сме го лоцирале, а локалитетот за кој што разговаравме досега има такви потенцијали, да речам, и дури одредени податоци историски, да е можно да е такво нешто. Така, во контекст на ова што го кажавте, кај Хомер се спомнува дека народите што живеат по течението на реката Вардар, кој што тој ја нарекува Аксиос, и се борат на страната на тројанците, се можеби всушност овие древни пелагонски жители кои што подоцна стануваат дел од македонската држава обединета од Филип, затоа што ако ја земеме Илијадата како историски извор, станува збор за настани кои што се случиле 12-13 век пред наша ера, што значи можеби крајот на оваа пелагониска цивилизација е околу 4 век пред наша ера, а таа по самото свое, да речеме, постоење е многу постара. Моите лични сознанија и моите обиди за идентификување пак на тоа пелагонско кралство на пелагонците ме упатуваат на размисла дека всушност тие комуницираат временски, значи временски па и културно со познатите цивилизацијски центри или цивилизации кои што официјалната наука
историската, археолошката многу подобро ги познава, многу подобро ги има истолкувано, многу подобро ги идентификувала. Не велам дека се идентификувани баш на најсоодветен начин или среќен начин, да речам. Меѓутоа, пелагонците, ако се земе споменувањето на самиот епоним на пелагонците Пелегон кај Хомер, кој што го споменува водачот на пајонците Астеропај, кој што загинал од ова сега се информации од Хомер. Не можеме да ги земеме како фактографија, меѓутоа други немаме. Астеропај во своето обраќање до неговиот соперник Ахил јасно се изразува, вика, мене ме роди Пелегон со перибоја и доаѓам од сега дали најсоодветно малку е парафразирање, меѓутоа доаѓам од широкострујниот Акси или Аксиос, како што рековте. Тоа сето ме упатува на тоа дека пелагонците и Пелагонското кралство биле живи токму во времето кога се случила Тројанската војна, биле во една развиена форма, да речам, била една развиена земница, и сега околу тоа се полемизира и во историската наука, и во етнографската наука, и во етнолошката, ако сакате на некој начин, дека дали се пајонците пелагонци или пелагонците пајонци, и кој од каде како потекнува. Меѓутоа, ако го следиме Хомер, тогаш излегува дека пајонците произлегуваат од пелагонците, бидејќи Пелагон е од него се појавува Астеропај. Пред него е Пираихме, водач на пајонците под Троја. Сега, бидејќи разговаравме за овие мегалитни локации, односно за ова населба на врвот Висока, би сакал, значи, исто во тој контекст да ве прашам, кои се градителите, значи, дали се овие древни пелагонци или пајонци, и ако се тие со оглед на импозантноста на градбата, веројатно располагале со некоја технологија која што не може само да се сведе на бронзени алати, туку мора да е нешто пософистицирано за да се изработат така прецизни камења, така големи и на така голема височина. Па, тешко јас да кажам кои се градителите, меѓутоа ценејќи дека големи се показателите, дека тоа се работи за еден центар на пелагонската заедница, на Пелагонското кралство, сметам дека тоа е дело на некој начин во аранжман на токму на пелагонците, на тие пелагонски кралски династии, кои што сигурно биле на такво ниво и на таков начин и од такво ниво градби правеле. Можете да замислите на таа височина на 1482 метри, да повторам уште еднаш, да се изгради градба во која што доколку се работи за кралски дворец, да би престојувале таму тие високи достоинственици од тоа време или кралски достоинственици, од друга страна тоа е една природно потешко освојлива, речам, височина, и можете да замислите на каков начин тие тука доаѓале и на по кој патишта. Како ги граделе, како ги оформувале тие камени блокови, со какви алоти, како што рековте, бронзата нема таква цврстина. Тоа е малку потешко да се каже, може да се објаснува со, да речеме, сличните појави на други места во светот, на градби кои што се датираат многу во поран период, како да речеме сличните димензии на блоковите од кои што се градени пирамидите во Египет, за кои што има објаснување дека се всушност на различни начини, можеби дури со потврди камења, како што се овие од минералите со потврд карактер, како што е корундот, например, или слични, можеби тоа. Меѓутоа, навистина ми е тешко околу таа работа да се занимавам и да објаснувам, немам и доволно аргументација. Тоа и никој досега, барем во нашиот простор, многу не го објаснувал. Едно што јас можам да кажам, кој што сметам дека треба и натаму да се истражува, има една мала корелација токму со
блоковите камени на пирамидите и блоковите камени во кај селото Бонче на гробницата, која што на некој начин комуницира временски со таа градба која што е на врвот висока. А гробницата која што се наоѓа на локалитетот Павла Чука, меѓу селата Бонче и Подмол, блоковите се носени неколку километри од едно наоѓалиште на таков камен, за кое што реков и натаму треба да се истражува и стручњаци посериозно да ги изанализираат и истражат и дали да ги идентификуваат материјалите, сличноста на материјалите или истоветноста на материјалот на од кој што е градена гробницата и материјалот кој што е ваден од ги викаат шесталата, еден рудник да го речам на камен, кој што е нешто од вид на можеби на гранит, гнаис, нешто слично. Повторно не се дистанцирам од вистинската идентификација на тој материјал, меѓутоа се работи за камени блокови големи и чиј состав и бојата која што се појавува од онај материјал што се појавува рудникот и материјалот кој што се градена гробницата е многу сличен и затоа јас се дрзнав тоа да направам еден материјал кој што го објави во Пелагон. Од таа страна, реков, коинцидира на некој начин со градењето на пирамидите во Египет, како да кажам. Значи, во тоа време, ако се запрашаме како се обработувани или како се монтирани во градбата тие камени блокови, како е изградена таа градба, во тоа време со таа технологија и тоа знаење, тогаш еве каде врската. Исто и овие камени блокови се обработувани на местото на рудникот, а се неколку километри каде што има дури една рекичка, така поголем долина со стрмни брегови. Значи, и тоа е една интересна тема за истражување, како се носени со какви средства, со какви превозни средства, да речем, до местото на Павла Чука денеска, каде што се наоѓа денеска. И во тој контекст сакам да споменам и една друга димензија која што поретко можеби се споменува и во научните текстови, иако не велам дека не е спомената и обработена, на едно растојание од гробницата во потек кон врвот каде што се наоѓа ова претпоставена кралска градба, се наоѓа и дури уште еден објект кој што е граден со една поинаква техника, со помали камени блокови кои што не се во правилна форма, е употребена една интересна техника која што е позната во архитектурата рибина коска, особено во горните делови. И уште што е тука интересно, гробницата која што се наоѓа на Павла Чука е заокружена со камени блокови, правилно оформени камени блокови со еден и во правилен круг. Во тој круг се наоѓаат, ајде сега да кажем малку архитектонски елементите од кои што е составена, еден голем дромос или ходник, кој што е со свод на горниот дел, значи со полукружни форми, висок е 2,90 сантими, широк е некаде, мисли че ни 2 метра, ајде да не широчина, мислам, каде што е патеката за влегување, потоа следува еден повторно зид, па врата и гробна комора која што е долга 8,6, мисли че ни беше на 6,6 и на 5,6 височина, значи таква димензија има, засечена во камен, а внатре иззидана е една форма на погребна просторија, да речам, која што исто така има своји специфики, бидејќи е изградена со полесен камен, односно бигорен камен. Исто така поголеми камени форми, поголеми камени блокови, то бигорен камен. Во тој контекст морам да споменам една коинциденција или едно совпаѓање кое што малку го забележав. Ја не сум голем експерт за архитектура или за, ајде да речам експерт за тој антички период, како што се многумина и во Македонија и пошироко, меѓутоа она што го забележав, коинцидира комората, односно главната комора, погребната просторија во која што се поставувале моштите на покојникот, е од бигорен камен. И ако забележите, ако во гробниците од ајга или кутлеш или вергина некој ја нарекува, како што сега се нарекува сушност, каде што се наоѓале кралските гробници
на македонските кралеви, кое што е непобитно, е слично, со сличен материјал. Може би тоа карактеристика архитектонска, еве сега да речам, и културно совпаѓање или се што упатува на една слична култура. Мито морам да спомена, бидејќи спомнавме Кутлеш и Ајга, старата престолнина на Македонското кралство, еден интересен момент кој што е објаснет и од историчарите и од археолозите, дека на истиот простор во постариот период, значи пред појавата на Македонското кралство и на македонците како културна заедница, на тој простор се откриени поголеми погребни објекти кои што се нарекуваат тумули, кои што исто така се обзидани со кружни форми, како што и гробницата, например, во Подмол, меѓу Подмол и Бонче, како што се и многу други гробници од такви димензии во егејскиот дел на Македонија, на Халкидик, во Амфипол, гробниците во Ајга и така натаму од тој античкиот период. Значи и овие гробници од типот тумули, кои што се еден вид семејни гробници со централен гроб на старешината и околу радијално поставени други гробови на од родот, значи на тој старешина околу се поставувале, дури некојаш на повеќе спрата тоа се правело. Моментот е тоа дека малку е фрапантно или ако сакате малку дава некакви индиции како се поклопило тоа еден вид центар на бригиците, значи него споменав тоа дека тоа се бригиски погребни објекти во Ајга. И на истото место подоцна се појуваат македонските кралски гробници. Во претходниот муабет споменав еден момент кој што се поврзува со Троја. Сакам тоа да го поставам и да го поврзам со овој простор околу Ајга, тука Ематија, Костурско, кои што се многу интересни историски, културно и археолошки. Значи, од времето на Троја, или тоа време некаде се сопаѓа повторно освојување или доаѓање на еден ваков кралски или сој, како да го наречам, ли род, Хераклидите, кои што многу често се споменуваат историјата, ако сакате, со нив многу и етнички заедници, особено кралски куќи се поврзуваат, така се нарекуваат и македонската кралска куќа, од која ќе потекнуваат и познатите Филип II и Александар III, македонски неговиот син. Значи, интересно е што токму во тој период повторно Хераклидите доаѓаат на власт во Пелопонес, внимавајте, во Пелопонес, во Аргос, пак сакате и Микена на некој начин. Меѓутоа, после тоа се случува повеќе една митолошка, да речам, или митолошко предание, кое што упатува како еден однив Каран, кој што потекнува токму од Хераклидите, кој што е потомок на Темен и на неговите претходници, кој што чипа предок е Херакле, доаѓа во тогаш наречената Орестида област, каде што имаме аналогно на тоа и орестици како македонско племе исто така, и се повикуваат на Орест, кој што е потомок на Каран на некој начин. Во ствари не Каран, туку Каран доаѓа кај Орест, така е митолошката приказна, да му помогне во некои судири со околните племиња и за сметка на тоа Каран добива земја и кралство, да речам, тука да оформи. Позната е приказната за тоа дека војската негова ја водела коза, па каде што застанала и така натаму низ магла, па потоа дека козата е една од символите на тоа кралство, на македонското кралство дури. И уште едно сакам да споменам дека историчарите за Орестида викаат дека во еден период била дури до Јадранско море, до брегот на Јадранското море, значи некаде ајде од прилика сега Албанија, Црна Гора, во тој простор, и тој простор потпаѓа од Орестида. Ако го читате Страбон, таква информација географска ќе добијате. Така, и сега едно мало подпрашање тука, значи на сиве локации кои што се присутни во Пелагонија, значи оние на кои што вие лично можете да отидете, претпоставувам дека во сиве овие карпи или остатоци артефакти, претпоставувам има некакви надписи. Ако има, значи на какво писмо, какви знаци гледаме таму и што ни кажуваат тие знаци, на пример?
Она што јас сум забележал, значи малку се концентриравме на овај, како да го речам, централен дел од, ајде пак да речам, на овај простор Пелагонија. Еве да кажам дека Пелагонија во најстарите периоди историчарите нема двојба дека всушност во најстарите своји периоди се географски се поклопува со етничката карта на Македонија. И тоа е уште една упатница дека всушност пелагонците овдека културно се развиле во многу постар период и комуницираат со цивилизациите кои што во Медитеранот се афирмирале многу порано. Меѓутоа, од аспект на надписите кои што се среќаваат на сите овие простори, на сите овие локалитети, дури во на некои помали локалитети со помалку кои што биле, речеме, помали населби од тие периоди, мене посебно ме привлекува внимание како се вика именувањето на жители на тие локалитети или од тие стари населби. Многу е интересна ова тема да се истражува именувањето на личностите или на жителите на дадени населби, кое што коинцидира на некој начин со најстарите имиња кои што ги познаваме, пак ќе го споменам Хомер. Па и другите, и Херодот, подоснежните, и Тукидите, и Диодор, и сакам да кажам античките автори, ако сакате, дури и поетите, и трагичарите, како Еврипид, како Софокле, како Есхил и така натаму, споменувајќи имиња на антички личности, и сега е малку вака индикативно на овие надписи ги среќаваме тие имиња. Еве ќе споменам само еден момент, да речеме многу имиња од јунаци, од личности ликови кои што ги среќаваме во Илијадата, во Одисејата, ќе ги сретнеме на вакви надписи. Или ќе сретнеме надписи на имиња кои што се поврзуваат со бригите, некогаш и со тракиците, имиња кои што се споменуваат кај пајонците. Сега малку ќе го свртам вниманието на еден од главните ликови во Илијадата, Парис, кој што ние можеби почесто го слушаме како Парис, ама ако ја проследите Илијадата, ќе забележите дека во Илијадата тој се среќава од прилика вака, можеби точно, ама ајде да не имам такви амбиции, дека толку многу паметам, се среќава на 46 места како Александар, а на 27 како Парис. Значи тој го носил името Александар. Сега и друго нешто. Потоа Александар го среќаваме од прилика со појавата на Александар први, да речеме, еден од предците на Филип и на Александар. Па Александар втори кој што кратко, па после го среќаваме Александар трети кој што е надалеку познат во светот. Такви слични имиња појави, ако сакате Касандар или Касандра, исто така, Касандра е една од пророчиците што се споменува како ќерка на Пријам. Ќе сретнете имиња како сега малку треба да се присетиме во селото Дуње, например, неколку имиња на вистина ме изненадија. Дури неколку имиња се среќаваат од бригиско потекло или имиња кои што не потсетуваат на тие периоди на Тројанската војна. На какво писмо се, навистина е не соодветно јас да зборувам за писмото, со писмото многу не се занимавам и не сум стручнак. Затоа иницирам да се истражат именувањата кои што се среќаваат на епиграфските споменици, на надписите, и кои што зборуваат за културата на овој простор на некој начин, барем од оној аспект на ономастика или именување или поставување имиња на личности. Ако сакате и на топографски имиња, на културни имиња, на божествата и така натаму. Кога ги споменавте божествата, еден важен дел во цивилизациите секогаш па и денес била религијата. Значи во овие остатоци кои култни места можеме да ги видиме, значи места на обожување, и дали врз основа на тоа можеме да видиме каква била религијата на овие стари народи? Вие неколку пати споменавте некој вид културни споменици како од мегалитски, како мегалити или како мегалитска култура, кои што се појавуваат. Просторот на Прилеп, просторот на Маријово,
Просторот кој што ја обкружува Пелагонија како област, во овој дел што значи Македонија, е препун со такви форми на природни форми, меѓутоа на кои што има многу нагласени остатоци на интервенција од човек, значи на културно третирање, и кои што индицираат дека се поврзани токму со религиското верување или со религијата која што владеела во овој простор. Интересно е што некои од култовите кои што ние ги знаеме од историската литература, од археолошката литература, од експертите кои што проучуваат повеќе религија на овој простор, многу од тие божества врвни или споредни се среќаваат на нашиот простор. Во тој контекст особено ќе ги споменам Артемида или Зевс, ако сакате, кој што на овој простор почесто се појавува како Ди. Например, со, ајде вака појасно да биде Д и 2 И, или Ди. Или тоа на некој начин па нас не подсетува на Дион. Па потоа ние мораме да го споменеме градот Дион кој што бил култен центар на македонците. Тоа не се случајни работи, тоа е нешто кое што треба многу по-сериозно да се проучува и по-сериозно да се идентификува во контекст на она што значи религија на овој простор. Ако сакате, има од историчарите, експерти што се за античниот период и кои што ја проучуваат религијата на македонците особено, упатуваат на одредени посебни именувања на некои од божествата кои што биле важечки во тоа време. И тоа за мене е многу чиста една ситуација на често појавување, например, на две божества, ќе ги споменам, Аполон и Артемида, кои што се брат и сестра и кои што се чија мајка е божицата Лето. И особено интересно дека ние во Прилепскиот дел имаме едно светилиште кое што може да се равни со најголемите светилишта, ако сакат дури цивилизацијски светилишта или религиски места, кои што се своевиден еден од поголемите центри не само во Медитеранот. Значи тоа може да се споредува со како да кажам религиски центри кои што се сеќаваат на поширокиот дел од светот. Па дури ако сакате, како што се споменува Синај, како што е денеска Атос и не знам, и тие слични такви појави. За кој центар станува збор? Па тоа се работи за врвот Златоврв, кој што е 1422 метри висок, кој што е несомнено култен врв и кој што несомнено потекнува како објект на култно третирање или на светост, ако сакате, уште од подлабоката праисторија, меѓутоа па уште понесомнено во раната антика, некаде од 4 век, макар да корените се многу подлабоки. Една од претпоставките, ако сакате, дури со одредени сознанија кои што може да се сретнат на самиот простор, па дури во тој контекст и преданијата кои што стоја за него, тоа е врвот Златоврв се вика бидејќи на него стоело златно јаболко. Златното јаболко е јаболкото воопшто е голем символ на љубовта. Златното јаболко символизира нешто како врата или влез за другиот свет, како да ви кажам сега, ако тоа е поставено на врвот на еден таков врв, значи тоа е место на кое што му пристапувале само врвни иницирани личности, ајде да ги наречеме свештеници кои што се иницирани, кои што се посветени, кои што и кои што комуницираат преку тој врв со другиот свет, небото да се изразиме. И тоа што е интересно, токму под тој врв се наоѓаат најдени се археолошки остатоци од храм антички, тука се најдени надписи на кои се споменуваат токму Артемида и Аполон, и едно фрапантно совпаѓање, например се среќава особината на Аполон е Теуданос. Па некои тоа го преведуваат како Аполон громобиецот. И замислете, сега ние имаме едно живо предание или жива легенда за Трескавец. Значи тој сега манастирот кој што се наоѓа Успение на Пресвета Богородица го носи прекарот речам Трескавец, и тоа се поврзува со едно така малку
травматично предание за на некој начин можеби прилагодено на современата религија, меѓутоа со паѓањето Аполон Етеуданос со како громобиец и трескотот или громот од кој што настрадал манастирот Трескавец во преданието, да не го раскажуваме, ќе ни одземе многу време. Така. Тоа е поврзано со подоснежен историја од христијанскиот период. И уште едно совпаѓање што е навистина интересно, сега поврзано со Артемида, која што е заштитничка на ловот, меѓутоа е заштитничка и на девиците и на родилките. Сега зошто ова го кажувам? Па ако сакате, и уште една работа, таа носи еден епитет Ефеска. Како Ефеска се среќава не само во Трескавец, значи на локалитетот Трескавец, каде што се наоѓа манастирот Успение на Пресвета Богородица, туку и во Бучин, на пример, што е малку подалеку во Пелагони, исто така среќава во Мариово на еден надпис во селото Кокре и на многу други места. Ефеска се нарекува заради тоа што најголемиот незин храм во Медитеранот е во Мала Азија, во Ефес, еден огромен храм кој што е светско чудо, меѓутоа еве пак едно совпаѓање, тој изгорел во времето на Александар III, при раѓањето на Александар III, па постои една анегдота дека извесен Херострат се пошегувал со тоа, изговарајќи дека, велејќи дека па нормално дека ќе изгори храмот на Артемида кога таа ја отишла да бабичи на раѓањето на Александар. И сега тоа е многу интересно, а тоа е светско чудо. И сега, уште едно, само ова ќе споменам, на тоа место каде што се наоѓа храмот на Артемида во Ефес, се наоѓа црква на Богородица, на Пресвета Богородица, а исто така и на Трескавец се наоѓа црква посветена на Пресвета Богородица, а и таа е заштитничка на родилките и на раѓањето. Така, бидејќи го спомнавте Трескавец и кажавте доста интересни работи кои што претпоставувам дека просечниот македонец или христијанин не ги знае. Јас би сакал малку, значи, тој период од периодот на старата религија кон христијанството баш врз описот на Трескавец да го направиме, значи во кое време, значи од она што постои како структура на Трескавец, можеме да го идентификуваме преминувањето од старата политеистичка религија кон она што значи најрани фази на христијанството на овој период, на овој терен. Знаете, има доста, да не речам еден куп артефакти, особено мермени споменоци со символи, па и со надписи кои што потекнуваат од оној ран период на појавата на христијанството. Морам да споменам и уште еден момент дека старите автори дури до поново време споменуваат остатоци на таваните на црквата или на таваните на конаците, остатоци од тој религиски експонати, да ги наречам, од тој постариот период. Меѓутоа, овие експонати кои што упатуваат на раното христијанство, кое што се поврзува од прилика со донесувањето на едиктот во Милано 313 година од страна на сега веќе светиот цар Константин, заедно со неговата мајка беше Елена, така, кој што и подосна со Теодосије, кој што ја прогласил па единствена вера христијанството во империјата, и од тој период се тие остатоци. Значи, укажува на постоењето на рано христијански храм на тој простор. Тоа на некој начин нас не упатува и на она време на мачеништвото, значи постоејќи како религиски објект или како свето место или како религиски храм, макар и од претходната религија, појавата на христијанството, ширењето на христијанството нема друг начин освен на некој начин да ги стави сопствените белези, сопствен печат на истото тоа свето место, и тоа на некој начин може да се потврди на многу други места
со остатоци од тие ранохристијански храмови, каде што освен ранохристијанската символика ќе сретнете особено елементи од постарите градби на тој простор. И сега ако го поврземе тоа со еве историските, ако сакате, или библиските податоци за доаѓањето на апостол Павле во Македонија, кои што многумина се обидуваат да ги прикажат на еден или друг начин, меѓутоа податоците сепак се зачувале во таква форма која што упатува на тоа дека ете по некоја случајност, сигурно не е случајност, христијанството во Европа се шири преку Македонија. Значи прво се расширува во Македонија, во Солун, во Филипи, во Солун, во Бероја, во Хераклеја, ако сакате. И следниот период еве во ова светилиште кое што го спомнуваме како кое што е централно, пред се заради фрапантно доминантната форма која што ја има врвот Трескавец и кој што уште многу одамна го привлекол вниманието на луѓето и така тој станал едно свето место. Тоа е всушност една света планина на која што можеме да ги најдеме трагите на на обележувањето на таа територија на светост на планината со символи кои што ги среќаваме на секое место. Тие се од оној тип на мегалитска култура, би рекол, одредени карпи со интервенции со оформувања, меѓутоа повеќе и со символика која што потекнува и од тие постарите периоди. И сега во христијанскиот период повторно на слични такви објекти или на истите објекти се среќаваат па христијански символи, христијански светци насликани на многу места. Тоа е на малку позната работа во пошироката јавност, иако за дел од научната јавност тоа е познато, за жал не толку во Македонија колку во другите места. И сега ќе сретнете еден вид монографски труд, да го наречам, од Белград, те споменам сега Светлана Смолчич, таа мислам дека и професор негде во Белград, доктор на науки, која што пишува токму за оваа планина на еден ваков сличен начин, опишувајќи го самиот врв со манастирот Трескавец, со содржините кои што ги има културни Трескавец, манастирот со целата, со градбите, со живописот, со надписите и така натаму, меѓутоа и со обележувањето на светиот простор. Многу интересен е, тие познати се во науката култни објекти, ги наречам од такви димензии како што се Света планина, Свет врв, Свет рит и така натаму. Подосна па определени карпи така се смета како свети, меѓутоа ова многу малку се знае во нашата јавност и треба многу повеќе да се истражи, повеќе да се посвети внимание на тоа. Едно што во овој контекст се кажам, иако не се чувствувам дека доволно можам да го објаснам тоа преминување од античка религија во христијанска, меѓутоа за мене најбитен е оној момент за такво едно објаснување или барем на мало објаснување, едно токму поврзувањето на Артемида и Пресвета Богородица, можеби некој поинаку тоа ќе го толкува и можеби погрешно ќе го разбере, меѓутоа видите имаме слични култови од еден религиски период и во друг религиски период, слична појава. И имаме исто така и објекти, антички храм, па имаме ранохристијански храм, па имаме средновековен храм, доста податоци има дека и во времето на Самуил тука имало црква. За жал нема едно континуирано објаснување со континуитет на постоење на света градба религиска, туку сега денешната градба се поставува некаде во 13 век, 14 век од тие периоди. Откако го обработивме делот со ранохристијанскиот период, преоѓаме во средниот век, и сега прилеп во средниот век е интересно и важно место. Знаеме дека овде во времето на цар Самуил имало важно утврдување. Се претпоставува дека и во Прилеп умира на крајот цар Самуил, значи нема историјата нема сигурни податоци дали е така или не, но се претпоставува, затоа што сигурно застанал во Прилеп на враќањето од Беласица. А подоцна знаеме дека во Прилеп е утврден деспотот Волкашин
за да после нели го наследи неговиот син крали Марко како отомански Да, вазал. Значи нешто за средниот век, тој да. период што ни зборува земјата за средновековието во Прилеп и Прилепско. Одлично, значи средновековието исто така е присутно на многу голем простор, на целиот овој простор кој што јас го третирам, или ако сакате и во литературата археолошка, во археолошката карта исто така ќе следнеме голем број на остатоци од тој период, голем број на остатоци од населби, од цркви, од црквишта и така натаму. Меѓутоа, ова што го споменавте со цар Самуил, кој што во Прилеп, па поголемиот дел од историчарите тврдат дека тука кога разбрал за кога стигнале ослепените 14.000 војници, кога ги се сретнал прво доживеал тежок шок, тешка травма и дека тука доживеал инфаркт, па по 2 дена починал, меѓутоа како се тврди дека починал во неговата престолнина на островот Свети Ахил. Да, Свети Ахил. Меѓутоа тука ако сакате преданиски се поменува дури едно кладенче или некој извор каде што ги пречекал царево кладенче, може некој го викаат, каде што ги пречекал војниците. Тоа е една друга димензија. Значи Прилеп недвојбено е престолнина, особено во времето на крал Марко. Меѓутоа споменувањето на Самуил кој што престојувал и тука ги пречекал своите ослепени војници и својата војска ослепена, укажува на еден момент, па не може цар или крал или достоинствено од такво ниво, или првенец на едно царство, да чека во некоја обична куќа, во некоја обична, не знам, во приватна куќа или кај некој домаќин од некое село, живеалиште. Туку најверојатно е дека тој во Прилеп уште тогаш имал своја резиденција. Зошто ова го говорам? Следејќи ги следните периоди во Прилеп среќаваме кралски резиденции или царски дворци. Како што, например, е недвојбено дека тука подосна цар Душан, или Стефан Душан Немања, имал свој дворец, а за тоа потврдува неговиот современик архиепископот Данило, кој што пишува за, како се викаше книгата, животописи кралјева и архиепископа српских на српски, така е, или биографии, како да кажам, на тој кажува дека во Прилеп има свој дворец, а цар Душан па Прилеп го споменува како великолепен град, како град со напредна култура, со убави градби и така натаму. Подосна и тоа па уште една потврда зошто го избрале за своја престолнина подосна Волкашин и Марко. Морам да споменам дека Волкашин е споменат во литературата, споменува литературата и афирмиран повеќе како Волкашин. Често се полемизира околу нивното потекло, дека почетнуваат Манјачевичи и така натаму, кај се наоѓа тоа некаде горе во средниот Балкан. Меѓутоа, едно неговото име, личното име малку мина го знаат историчарите кои се занимаваат. Не знам колку му е познато на нашите слушатели и гледачи, дека тој се викал сушност Димитрија, како што се викал неговиот брат Углеша Јован. Значи, тоа е многу битно и уште нешто интересно е, во негово време како можеби, како се вика, соборна црква во Прилеп била исто така црквата Свети Димитрија. Кој знае дали е тоа случајност или е некој вид совпаѓање. Меѓутоа, ова морам да го кажам. Подосна крал Марко го наследили повторно во Прилеп, дворецот се возобновува, се одржува и така натаму. За жал, ние во археолошката литература и во нашата наука, ако сакате, или во нашите институции, многу малку внимание му се посветува на тоа, а можете да замислите какво внимание посветува, како да кажам, обичните луѓе, туристите, па и науката о светот на таквите димензии или на таквите центри или на таквите објекти како што се кралските дворци. Па само овде малце да ве дополнам, извинете, господин Димитриевски, да ве надополнам. Повелете. Да. Волкашин и Углеша, значи се браќата кои што први одат во одбрана на Балканот од напредувањето на османлиите, значи битката кај Марица се практично тие првата одбрана
Дури подосна доаѓа Косовската битка, која што е многу попрославена, многу повеличена, но првата одбрана од нападот на османлиите се токму овие двајца Одлично, великопоседственици. одлично ме потсетивте на нешто што исто така ми е малку познато. Ја спомнавате Косовската битка, но точно околу ова, значи околу 60.000 војски ја собрале Волкашин и Углеша, значи браќата, за да го спречат навлегувањето на османлиите на Балканот и подалеку од Балканот. Меѓутоа, добар дел од северните аристократи, деспоти или како се викаат тие кои што владеат со поголеми земји, бидејќи тоа српско царство кое што постоело пред тоа се исподелило на повеќе, се расцепкало меѓу повеќе феудалци, тие му откажале поддршка. Му откажали самиот српски цар кој што го наследувал царството по некоја линија. Ми тоа околу наследството многу интересно. Косовската битка, рековте, таа 1389 година. Битката на Марис 1371 година. Ја губат битката Волкашин и Углеша, меѓутоа и тогаш почнува тоа вазалство на крал Марко и така, да долга е историјата ако продолжиме разберуваме. Меѓутоа многу нешто интересно има, бидејќи на Косово постои уште една битка. Таа е порано. И таа на некој начин не упатува што значи владењето на Волкашин, подосна на Марко во овој дел, во овој простор на Македонија, па и на Углеша на некој начин, на Константин Дејановиќ, како вика подосна. Во 1369 година се случува една воена разврска, да ја речам, меѓу Волкашин и Углеша од просторот што го владеа тие, значи Македонија, и онај од северните феудалци и деспоти кои што владеале Алтомановиќ и сега Бранковиќ Ѓурѓач, дали беше од тоа време, не држете ме за збор, не сум ја експерт по историја, меѓутоа многу е интересно што во 369 година биле поразени тие северните феудалци и владетели од страна на Волкашин и Углеш. Знаете зошто? По некоја историска, културна и семејна врска, всушност царството дури му принадлежало на Волкашин. Значи тој е законски, не еден од тие законските наследници. Ми тоа не сакале да се сложат со таквата реалност или законска основа и затоа доаѓа од таков судар и тие се побунуваат на некој начин, сега малку ова го парафразирам, и тоа затоа доаѓа до еден судар воен. И вика дека страшно се поразени токму на Косово. Таа Косовска битка малку се споменува во историјата и треба да се знае. Сега и после незе се случило едно поголемо дистанцирање меѓу тие северни владетели и Волкашин и Углеша на овој простор кој што подосна го владеат. Морам во овој контекст да споменам дека во археологијата и историјата, Прилеп, бидејќи ја тука живеам, чини, јас си одржав едно 8 предавања последователни тука во градската библиотека во контекст на тоа, дека погрешно е категоризиран и карактеризиран. Точно е дека во времето на Марко и Волкашин е многу значаен град Прилеп. Меѓутоа, неговите димензии и од претходно се многу поинакви и многу поинаку треба да се карактеризира. Најмалку во римскиот период, спомениците, надписите, па и некои историски податоци упатуваат дека е поголем центар, дека е градски центар, а не дека станал градски центар дури во времето пред Волкашин и Марко и после Марко. Интересно уште еден момент, бидејќи за средниот век зборуваме и во тој контекст на Прилеп, а бидејќи е престолнина, по освојувањето од страна на османлиите на Прилеп, тоа се поврзува некаде со загинувањето на крал Марко во битката кај Ровиње од Мирчеја, или како се вика романскиот кнез. Значи Прилеп е тогаш освен. Една интересна работа која што се дознава од историчарите кои што го проучуваат тој период, ќе ви упатам, еден конгрес се одржа во, ми се чини, 1994 година во хотелот Липа тука во Прилеп, токму од 600 годишнината од Марко, и некои турски историчари, многу интересни податоци се извадени, дека и 50 години после освојувањето на Прилеп, Прилеп се развива како град, како центар, како трговски центар, како пазар. Што значи тоа? Значи традицијата, односно, вака малку дури може да се поврзи со овие наши времиња со потпишување на еден куп
специфични, да ги наречам, договори или контраверзни договори, можеби. Договорот кој што го подпишал еве Марко како владетел на тоа кралство, како крал, со портата или султанот. Тој во него содржа исто така членови како што содржат членови кои што регулираат одредени ситуации политички, економски, не знам какви во овие договори. Значи и по тој период Прилеп не бил населен со турци и владеен на еден таков начин за да се нанеси некаква, не знам, да доживее некаква пат, туку всушност 50-ти на години Прилеп се развивал понатаму трговски, стопански, културно. Подосна, веројатно, се случило тоа што се случило. Така, за на крај, бидејќи разговаравме многу и за историја и за археологија, од сите ваши теренски истражувања, јас со сите луѓе кои што се ги интересира археологијата, го дискутирам ово и мислам дека е една сериозна тема за разгледување, колку е изложено на грабеж македонското археолошко богатство. Тоа не е тешка тема, туку е болна тема. Така. Ја можам да кажам дека, бидејќи имам проследено еден добар простор од овие области, и проследено еден така значителен број на локалитети. Не сакам да се фалам дека еден значителен број на локалитети се работи за стотици локалитети, се уште се непознати во археолошката наука, јас ги имам детектирано на терен, регистрирано, понекогаш објавувам за нив содржини во моите книги или сега во порталот Пелагон. За жал се соочувам со една барем за мене страшно лоша, не болна, дури вака катастрофална состојба. Ќе кажам дека еден голем број од тие локалитети или тие локалитети, културните содржини што ги содржат се уништуваат на разни начини. Особено е болна онај начин болен кога се уништуваат цели локалитети и културни слоеви, културни содржини со тешки машини, како што се на пример кои што се случуваат со експлоатација на минерали, особено на гранит. Гранитот во овој простор е еден материјал кој што е доминантен и кој што е и, како да кажам, како природно, па дури како културно богатство треба да се гледа, бидејќи луѓето, жителите кои што живееле на овој простор имале многу близок контакт, еден многу, да речам, интимен контакт со тие експонати, да ги речам, самите врвови, самите карпи, формите на карпите, на кои што сега ги среќаваме тие културни траги. Од друга страна, со вакви напади, експлоатација на гранит, кое што се прави, за жал, многу неконтролирано, со издавање на концесии кои што многу малку се претресуваат или се наблюдуваат од овој аспект на содржина на култура. Јас познавам десетици локалитети кои што се речиси преорани и за жал, ова не сакам да звучи како осуда, меѓутоа веројатно во таква кондиција се институциите не успеале ниту да направат еден увид. А таму излегуваат содржини како на пример разновидни керамики, разновидни обработени форми по карпите, како што се винарници можеби, или одредени символики, или одредени ниши форми, или остатоци во самите карпи на терасести форми и други кои што се дел од старите градби, и па и метални предмети излегуваат. За жал некој од нив не се регистрирани, а па некој да ги заштити. Има неколку обиди кај што се направени некои, како да кажем, ајде пак обид да речам, за заштита на одредени локалитети, меѓутоа само од вака отприлика. Ќе се истражат сондажно неколку сонди или една сонда ќе се отвори, ќе се документира тоа колку што е возможно или со методологијата која што се применува, и понатаму не се случува ништо. Продолжува уништувањето, продолжува експлоатацијата. Во тој контекст многу интересно е дека најмногу се уништени, малку ќе се вратиме, ајде не одиме ние историски по периоди, меѓутоа се вратиме, со тоа се најмногу уништени еден вид експонати од античкиот период, како што се гробниците од македонски тип, како што е таква и гробницата во селото, кај селата Подмол и Бонче, таа кралска гробница што ја споменавме, која што е зидана со големи камени блокови. Меѓутоа Пелагонија се одликува
со појавата на едни културни објекти кои што се рекуваат македонски тип на гробници или пелагонски тип, бидејќи најголем број се сеќаваат во Пелагонија. Тоа се десетици во прашање се. Голем број се од Прилеп, бидејќи го споменувавме Златоров, само околу Златоврв и со Прилеп заедно и Маркови кули имате повеќе од 20 такви гробници, кои што се всушност аристократски гробници, а нивниот тип е определен како македонски тип. Не во Македонија, туку во науката, археолошката наука. Многу од нив се напаѓани со тешка машинерија и сакам уште нешто да споменам во тој контекст околу уништувањето и особено се оштетени или уништени локалитети од периодот Енеолит бронза. Ајде појасно да биде некаде 3500 години пред наша ера Енеолит до 2500 години пред наша ера трае, потоа е бронзениот период, па и до 1200 години трае бронзениот период. Па и железно време тука влегува подосна тие локалитети. Што е интересно, на некои поголеми групи на карпи или со една, да речеме, огромна карпа со одредени димензии, одредени форми кои што се фасцинантни, дава индици дека околу незе се формирани населби во овие периоди кои што ги споменав. Токму тие се најмногу нападнати и уништени. Токму тој период во нашиот простор е многу значаен и многу малку објаснет и многу малку истражен. Како да ви кажам, на вакви начини се уништуваат и многу други локалитети. Морам да го споменам локалитетот Баба овде, бидејќи јас сум тука близко во близина на Прилеп. Тој е на неколку километри од Маркови кули, преданија ги поврзуваат натаму. Таму постои тврдина, постои едно сетилиште кое што заслужува посебно внимание, бидејќи располага со елементи кои што навистина го објаснуваат како сетилиште. Целото врежано во карпа со одредени дополнувања со други материјали. Локалитет кој што во околината ги содржи многу експонати од различни периоди, овие што ги споменавме, и преисторија, бронзено време, и македонски период, и рана антика, па и досна антика и среден век. Така да не бидеме после изненадени кога низ експонатите во странските музеи ќе најдеме експонати кои што се од наша земја извадени. Имаше еден таков, ми се чини во Њујорк, беше одреден сад, ама садот беше огромен, мислам дека беше поголем. Кантарос, да, типот Кантарос со посебни украсувања, тој од Демрикапија некаде, неговата историја и неговото движење доста е објаснето во литературата, како е пронајден некаде во Демиркаписко, како е изнесен. Токму коинцидира со овие времиња постарите за кои што говориме, значи со раната антика, со тие периоди, и тоа е еден од експонати кои што тешко се наоѓа така лесно, хајде да кажам. Се чини дека денес се наоѓа во Њујорк, во Америка. Во Њујорк, точно тоа. Ако сакате во Њујорк, што сум сретнал по овие интернет истражувања, во аукцијска куќа се наоѓа еден од штитовите, заборавивме да ги спомениме, од Бонче и Подмол, повторно поврзано со тој можен центар на пелагонците и можно идентификување или лоцирање на градот Пелагонија. Значи штитовите од Бонче кои што се пронајдени на еден сосема суров начин со диво копање, па потоа расфрлани фрагменти од нив, вакви од бронза, лим наречам, со украсувања, па долго време стои тука. Па институциите не може да најдат форма како да ги соберат тие остатоци од тие штитови. За среќа, пак ќе речам на крајот, по една година со еден скандал, ајде тоа е друга приказна, па се собраја, па се идентификуваја како штитови од времето на кралот Деметри втори или Деметри први, сега тука еден освојувачот го нарекуваат. И сакам да споменам во тој контекст дека тоа е потврда дека ние, ајде сите ние овдека на овој простор кој живееме или кој што се обедуваме да се идентификуваме со овој простор, и тоа многу тешко ни оди, не сакам во политика да завлегуваме, ги губиме најзначајните експонати кои што се потврда за тоа што сакаме да го кажеме, и тоа на еден многу симптоматичен начин.
На тој начин се уништуваат и овие гробниците од македонски тип кои што ги споменав. Па споменувањето на гробници од македонски тип, бидејќи се појавуваат на просторот на кој што владеат македонците, поширокиот простор зборувам. Токму заради тоа така се наречени. Па зарем тоа не е експонат кој што директно говори за еден идентитет. Меѓутоа ние тоа го губиме. Јас сметам дека вашата работа преку истражување, преку пишување книги, мојата скромна работа преку правење на видеа во кои што разговарам со луѓе како вас, би требало да придонесе еден ден да се создаваат невладини организации, здруженија кои што ќе формираат не само здружение каде што ќе се зборува за ова, туку дека и материјално ќе се превземат мерки за заштита на тоа богатство, по примерот да речеме на она што го направи Семир Османагич во Босна и Херцеговина, значи со приватни иницијативи, со донации и сето тоа да се смести во еден музеј. Значи она што е како движно богатство, а она што е недвижно богатство да се заштити со конзервирање и со заштита законска, каде што не може да се има пристап за секој еден криминалец или див копач кој што ќе сака да оди таму и преку грабање на тоа богатство да остварува значи криминално да остварува профит, Да. а со сето тоа и да извезува дел од историјата која што подоцна ќе ни дојде во форма на учебници, во форма на книги кои што некој друг ќе ни ги пишува, имајќи го нашето богатство во после. Да, па јас лично сум оптимист и затоа го работам ова и верувам дека и јас и вие со ваквата работа треба да продолжиме уште поангажирано, уште со поголема енергија, бидејќи толку многу се содржините податоците кои што се присутни тука и кои што говорат токму за ова што се обидуваме да го прикажеме и дека сме на вистински пат. И дека не може ништо да не веруваме во некакво уништување, губење, бришење и така натаму, а сите кои што се обидуваат да го избришат неизбришливото, мислам дека еден ден ќе се најдат некаде во некоја темен простор и никој повеќе нема да ги спомене. Бидејќи само она што е создадено, она што е творечки создадено, што е оформено како одредено дело, кое што колку да го бриешиш и колку да го уништуваш, вака ќе кажам, па дури од одредени големи објекти кои што биле создадени во минатото, некогаш еден фрагмент ги објаснува. Така. Значи, фрагментот укажува на нивната големина или одредена символика. Затоа не верувам во бришење, посебно не на историски факти. Историјата е завршена работа, минатото е завршено нешто и не можеме да го избришеме бидејќи огромно, преголемо е за нас или за било кого на светов. Така, господине Димитриевски, ви благодарам за гостувањето на каналот Татунчо. Се надевам дека ова ќе биде само едно од серијата на интервјуа со вас, затоа што и вашето творештво и вашата работа се огромни за да можеме да ги опфатиме во едно интервју. Така што за да не бидеме премногу долги за гледачите и слушателите, ние ќе застанеме сега тука. Ви благодарам, ви посакувам добро здравје и долг живот за да можете ова работа да ја комплетирате и да ја изнесете пред нашата и пошироката јавност. Благодарам и вам и посакувам успех и вам и на Татунчо и ова прошетување малку и низ материјалната култура и историјата, само така треба да се свати и се надевам дека направивме нешто корисно и афирмативно. Благодарам и секој добро. Поздрав, се најубаво.